после интензивни разговори и интензивни консултации, владата ја донесе одлуката за дефинитивната дислокација на клиничкиот центар од постојната местоположба. Знаете дека бевме многу близко до почеток на изградба на нов клинички центар на постојната локација. Многу послушавме гласот на граѓаните, на народот, го послушавме гласот на стручната јавност, на асоциацијата на архитекти, го послушавме гласот на лекарите, но и на здруженијата на пациенти и одлучивме дека постојната локација не е најдоброто место за понатамошно функционирање на клиничкиот центар. Тоа место е угушено. На тоа место дури и со новиот проект немаше да се постигне добро сообраќајно решение. Немаше да има доволно паркинг места и улицата Водњанска и понатаму ќе останеше тесно грло кое што лошо ќе ги служеше граѓаните кои што живеат во околината, но истовремено немаше да обезбеди добар пристап до болничката услуга за граѓаните. Но најбитно од све, новиот проект немаше да ни овозможи вистински модерен клинички центар, онака како што постои во развиените земји. Немаше да добиеме соодветна зграда, а сакаме да добиеме модерна зграда, во која што ќе имаме можност да дадеме интегрирани, модерни здравствени услуги на сите граѓани на нашата земја. При тоа разгледуваме неколку локации кои што се доволно големи да освен зградата за клиничкиот центар се смести потенцијално и медицинскиот факултет, понатаму соодветен истражувачки центар, па евентуално и кампус за сместување на студентите по медицина. Сакаме да добиеме еден систем кој што на некој начин ќе биде мал медицински град, кој што ќе биде достапен лесно за граѓаните на Скопје, но и за граѓаните од целата наша држава со соодветни пристапни патишта. Паралелно на тоа, сакам да истакнам дека веќе работиме на градење на систем на едукација на нашите лекари, кој што ќе ги направи спремни да дадат соодветно висок квалитет на здравствена услуга, како сега во сегашните услови, така и во условите кога ќе биде спремно да се работи во новиот клинички центар. Истовремено работиме и на подобрување на сообраќајното решение во клиничкиот центар каде што е сега. Веќе со градот Скопје имаме изготвено едно решение за влез на возилата, но и за проток на возилата. Ќе обезбедиме посебна лента за влез на брзата помош. Истовремено, на плацот кој беше предвиден за градба, за кратко време се надевам дека ќе успееме да направиме и монтажна катна гаража, со што колку толку ќе го олеснеме протокот на возила во рамките на сегашниот клинички центар. Ова е, како и што знаете, проект за кој што ние, претходната влада, имаше подпишано договор, има некои финансиски обврски. Искрено се надам дека ќе имаме простор да преговараме со банката со кој што тој договор е подпишан, дека ќе успееме да направиме реаранжман на тој договор, дека ќе успееме да не ги платиме пеналите кои што се предвидени да се платат доколку овој договор не се оствари, но истовремено сметам дека и покрај тоа што е ова на некој начин поевтина инвестиција сега, на долг рок тоа ќе биде сепак поскапа. Остануваат многу згради кои што се стари, остануваат две згради со кои што новиот клинички центар требаше да биде споен, кои што згради самите по себе веќе се за реновирање. Дури кога ќе завршише градбата на новата зграда и кога ќе се споеше со постоечките објекти, требаше влеземе во следна фаза на репарирање, на реновирање на преостанатите 7 до 8 стари згради кои што веќе им треба поправка и на крововите и на внатрешната инфраструктура. Сметам дека поголема инвестиција сега на почетокот со цел да го решиме проблемот на квалитетна здравствена услуга во соодветна установа за граѓаните на целата наша држава на долг рок ќе биде всушност најефтината. Ова е еден капитален проект со кој што сметам дека ќе решиме проблемот на здравствена услуга за следните неколку децении. Ви благодарам. Се кажавте, но не ја кажавте локацијата кај ќе биде. Разгледувавме повеќе локации. Таа што најмногу разгледуваме е локацијата во населбата Бардовци, многу близко до постоечката психијатриска болница. Таму кај што се веќе има некои пристапни патишта, но се планира да се направи нов пристапен пат кој што ќе тргне од населбата Карпуш
и ќе води директно до тој дел, и една друга нова улица која што се планира да се пробија, тоа е продолжение на улицата Железничка, која што ќе продолжи да во правец на населбата Ѓорче Петров и ќе поминува точно до местото каде што планираме да се смести овој објект. Тоа е истиот предлогот на архитектите, истата локација или не истата? Да, ова го направивме во консултација и договори и разговори со Асоциацијата на архитекти кои што ни дадоа издржано, професионално мислење зашто сметаат да тој клинички центар треба да биде лоциран токму таму. За колкава површина станува збор, имотно-правни односи, земјиштето државно е, не е, колку, да речеме, период ќе ни треба тие работи да ги завршиме и кога, нели, некои години беа кажани 10 до 15 години за да профункционира. Мислам дека нема да биде потребно толку многу време. Дел од земјиштето е државно, има таму еден изработен детален урбанистички план. Сигурно дека треба да се превземат чекори, да се расчистат имотно-правните односи. Станува збор за парцела која што има големина од 84 хектари, само за споредба постоечката површина е 24. Значи, сосем доволно место за еден голем и модерен клинички центар, сосема доволно место за интегрирани услуги, за модерен објект кој што може да дозволи нов тип на услуги, кој што може да дозволи формирање на хибридни операциони сали, на комерцијални, но и интероперативни процедури, нешто што во проектот за сегашниот клинички центар не беше предвидено. Рековте дека ќе гледате да го избегнете плаќањето на пенали, но како ќе го изведете тоа со оглед на тоа што претходно веќе е подпишан договор за изградба на клиничкиот на веќе постоечката локација? Мислам дека има простор да разговараме и да преговараме со менеджментот на банката на Централна Европа, но јас сум убеден дека дури и да ги платиме пеналите, ова ќе биде најдоброто, па дури најевтиното решение. Дури да ги платиме тие предвидени пенали кон банката, ништо не сме направиле ако добиеме само еден нов блок на зграда кој што ќе се спои со стари згради и веќе следниот ден после, ако не и во меѓувреме, тие стари згради ќе треба да се репарираат, па треба да влеземе во нов циклус на инвестиции, па треба да влеземе во нов циклус на хаос и сообраќање секаков. Така да, мислам дека дури и по таа цена ова е вистинското решение. Министре, во 2010 година тогашниот министар Бујар Осман исто така кажа дека нов клинички центар ќе се гради во Бардовци, дали истата локација од пред 8 години и во меѓувреме дали веќе ги интегриравте скопските клиники во еден клинички центар и кога ќе профункционира така? Мислам дека станува збор за истата локација. Сега ние детално ја разгледуваме со тоа што сега во конкретен план се изработката за плановите како да се направат пристапните улици. Значи, улица Словенечка треба да биде улица Булевар и ова друга улица која што ќе доаѓа од општината Карпуш, од делот кај Сити Мол објектот. Во однос на интеграцијата на клиничкиот центар, работната група работи на тоа, ги евалуира сите моменти и финансиски и административни и мислам дека сме на добар пат да за одредено време тоа стане една функционална единица. Рековте дека на местото кај што беше предвидено новата зграда за клиничка се прави дека ќе биде катна гаража. Кога ќе биде објектот, од каде пари и кога ќе почне градбата на тоа? И што во меѓувреме, значи дур се гради новиот клинички. Што ќе биде со зградите кои што и самиот рековте дека се бајги руинирани? Ќе превземеме градежни активности само таму кај што навистина треба, кај што се објектите стварно во лоша катастрофална ситуација. Нема да превземеме големи инвестиции секако, се додека не видиме дека е можеби текот на процесот на лекување на пациентите загрозен. Сообраќајното решение за проток на возилата е веќе изготвено заедно со инженерите од град Скопје, кој се интервенира на местото на влезот, но и на излезните точки. Во однос на динамиката на изградбата на катната гаража, ве уверувам дека ќе го направиме
тоа у најкратко можно време, а у однос на изнаоѓање на финансии, тоа сега ќе биде приоритет, заради тоа што во овој момент хаосот е огромен. Колку ќе чини сега целокупната инвестиција на оваа дислокација? Не можам да кажам конкретно, заради тоа што има некои првични анализи. Првичните анализи покажуваат дека инвестицијата била негде околу 420 милиони евра, но дополнително ќе излеземе со точна информација за ова прашање. Министре, кога ќе почне изградбата и за колку време треба да биде завршен новиот клинички? Сега активно ќе работиме на подготвување на теренот, заедно со општината Карпош и заедно со градот Скопје. По нашите сегашни проценки, мислам дека за година и пол до 2 години ќе бидеме спремни да почнеме со изградба на објектот. И кога би бил готов? Па да кажем, сега е тоа некоја проекција, знаете, но јас очекувам дека таков еден објект со таков габарит би се градил негде околу 4 до 5 години. Со тоа пропаѓаат 1,5 милиони евра кои беа дадени за стариот проект на италијанската фирма Аренсаро. Ќе ви повторам, со оглед на тоа што е капитален објект, со оглед на тоа што решаваме едно многу сериозно прашање, на еден многу сериозен начин во смисла на модерен објект за здравствени услуги за сите пациенти. Сметам дека сега тоа што ни изгледа најскапа варијанта, како сума на пари на долги патеки, всушност ќе биде најдобрата инвестиција. Прашање надвор од темата имам. Милам, имате ли веројатно веќе проценки колкав ќе биде капацитетот, на колкава површина ќе биде, такви некои технички детали? Технички детали допрва ќе ги дискутираме, заради тоа што сакаме да бидеме најпрво сигурни кој дел ќе го префрлиме таму за клиничкиот центар сигурно, но разговараме за медицинскиот факултет и евентуално за кампус. Врз основа на тоа ќе одлучиме заедно со стручните лица од Асоциацијата на архитекти кои што ни се цело време на располагање, со кои што имаме одлична соработка, дали ќе станува збор за една, можеби за 2 згради. Значи тоа се технички детали кои што ќе ги разгледуваме сега у многу скоро време. Министре, на почетокот кажавте разгледувате неколку опции, па се осврнавте дека ќе биде Бардовци, па почнавте да кажувате како би се градело на Бардовци. Што доколку не испадне оваа локација, кои други ви се во план, во предвид за изградба на новиот клинички? Неколку беа варијанти во сите се у близината на Бардовци, затоа сме концентрирани на оваа локација. Во близина на постоечката психијатриска болница. Колку ќе чини сегашната? Треба да направиме проценка дали мислам дека ќе биде најдобра опција да е таа монтажна. Ако е доволно голема да може да го покрие тој капацитет на возила кои што циркулираат, мислам дека е тоа најдобро решение. Заради тоа што е најбрза, а од друга страна нема сврха да правиме црста градба која веќе е донесена ваква одлука. Ова значи дека со ова отпаѓаат и фирмите кои што треба да го градат за стариот проект. Ќе биде распишан нов тендер. Секогаш дека ние започнуваме нова постапка. Вие напоменавте нешто околу пеналите. Мене ме интересира таа цела финанска конструкција. Дали ќе оди преку банката на Советот на Европа, дали колку, например, процентот ќе биде од нив, колку владата ќе учествува во однос на тоа финансиската конструкција? Тие разговори ќе ги почнеме сега многу скоро. Значи јас искрено се надам дека тие луѓе од банката ќе излезат во пресред и ќе може и понатаму да продолжиме соработката со нив. Секако дека ќе треба некоја друга рамка да се направи, но ќе треба да се разговара со нив. Ќе разговараме. Ќе разговараме за сите опции. Рековте ќе се распишува нов тендер, тоа значи дека и на фирмите претходно ќе треба пенали да се плаќаат? Добро, тоа ќе биде работа на разговор и на договор со нив. Станува збор за фирми домашни кои што учествуваат на градба, кои што имаат капацитет да го прават тоа, сите се добредојни да учествуваат на сите на тамошни постапки. Министре, ме интересира за специјалист трансфузиолог во Куманово, зошто нема? Бидејќи пациентите се принудени од Куманово да патуваат за до Скопје да земат извештај.
а од друга страна во агенцијата за вработување веќе постои луѓе кои што можат и се спремни да се вработат, значи да работат таа позиција. Во моментот нема трансфузиолог заради тоа што колегата кој што таму работеше скоро замина во пензија. Сега открива Паланка трансфузиологот доаѓа неколку пати во болницата во Куманово и ги извршува тие сервиси, а веќе е започната постапка за вработување како на трансфузиолог, така и на друг кадар во болницата во Куманово врз основа на проценките на менаџментот на болницата во договор со Министерство за типот на специјалности по кои што докторите таму би се вработиле. За колку ќе се реши овој проблем? За колку време ќе има човек таму каде што исто така нема ни анестезиолог? Дадени се барања за 11 вработувања и тие се во фаза на обработка во Министерство за финансии, така да ја очекувам тоа да биде многу скоро решено.